Случајот со групата Јавна соба на мобилната апликација Телеграм, во која се споделувале експлицитни фотографии и видеа на малолетни девојчиња, го запали црвениот аларм. Во јавноста владее вознемиреност од информациите дека членовите секојдневно споделувале материјали со контроверзни содржини, а ги наведувале и имињата на девојчињата и од кој град доаѓаат. Според информациите на интернет, дел од фотографиите биле превземани од отворени профили на социјалните мрежи, а некои биле препраќани преку приватни профили во пораки. Стручните лица предупредуваат дека родителите мора да бидат во тек со интернет активностите на нивните деца, за да ја зголемат безбедноста. Моника Наумовска, психолог во Гостиварската гимназија, нагласува дека отворената комуникација на релација родител-тинејџер треба да се стави на прво место. Значи, денешното семејство функционира сите заедно, но секој сам, затоа што сите се некако во својот виртуелен свет, кој на социјалните мрежи, покрај што физички се сите присутни и заедно. Тука всушност децата добиваат многу намалено внимание од сопствените родители и се чувствуваат како помалку вредни во одредени ситуации, во одредени моменти. И всушност тоа е причината што уште повеќе, значи, некако се наметнува таа комуникација да биде доверување, изразување на емоциите со некој виртуелен пријател, бидејќи не може да се реализира секогаш во домашните услови каде што би требало. Според психолозите, отугеноста во денешното модерно семејство и зависноста од интернетот може да донесат сериозни последици. Доколку во минатото нели ги советувавме децата, кога излегуваш надвор, немој да зборуваш со непознати, немој да влегуваш во автомобил со непознато лице, значи денес треба да ги предупредиме и отворено да се зборува за тоа дека стапување во комуникација со непознати лица исто така е ризичен начин на однесување. Значи, постојат интернет предатори чија што цел е да ја загрозат безбедноста, особено на малолетниците, децата. Тоа треба да им се објасни, да им се каже и во случај кога нивната безбедност е загрозена, значи кога некој ќе им испрати некоја експлицитна содржина, фотографии, некој непримерно однесување ќе покаже, значи децата не треба тоа да го кријат и да се чувствуваат виновни. Често тоа се случува, затоа треба и отворено да се зборува. Бирото за јавна безбедност покрена истрага за групата во која се ширеле и коментирале интимни фотографии и видеа од малолетнички. Неофицијално, администраторите се веќе откриени. Од Министерството за труд и социјална политика апелираа родителите чии што девојчиња биле злоупотребени да ги пријават случаите во центрите за социјална работа.